Отприлика во месец октомври, пред 2500 години, пророкот Агеј застанал пред евреите кои живееле во градот Ерусалим со цел да им пренесе порака која тој ја добил од Господ. Таа порака е запишана во втората и последна глава од книгата на пророкот Агеј. Во првата глава од оваа книга Господ преку Агеј ги повикува евреите да продолжат со изградбата на Божиот храм кој бил срушен во градот Ерусалим. И минатата недела, на нашата неделна богослужба, размислувавме за првата глава од оваа книга, за овој дел од Светото писмо. И доколку сакате да чуете таа проповед, ќе ви оставиме линк од аудио верзијата од таа проповед во описот на ова видео. Но овој пат продолжуваме со втората и последна глава од книгата на пророкот Агеј. Она што го видовме минатиот пат, чисто за подсетување, она за кој што зборевме дека Агеј ги предизвикал евреите во Ерусалим да не ги гледат само своите лични интереси и да не се фокусираат на тоа да трупаат што повеќе богатство, додека пак истовремено Божиот храм веќе околу 70 години бил срушен и не бил изграден. И односно, она што Агеј ги предизвикал луѓето е да почнат да се грижат и за својот духовен, а не само за својот материјален добробит. И во првата глава тој два пати ги поттикнал, односно ги предизвикал, Бог преку него ги предизвикал евреите со зборовите: преиспитајте ги своите патишта. Односно со други зборови тоа значи следново: размислете добро во која насока ви се движат вашите животи. Истиот повик е за нас денес. И евреите реагирале доста позитивно на овој предизвик и во последните стихови од првата глава ни се вели дека започнале да го градат храмот. Започнале да го градат храмот, имало малку напредок и граделе отприлика околу 1 месец. Но, исто така, имало и некои нешта кои што не биле како што треба и на некој начин представувале пречка во успешноста на изградбата на храмот. И затоа Бог повторно го пратил истиот пророкот Агеј, давајќи му нови пораки за народот. Она што Агеј им го кажал на евреите пред 2500 години, било важно пред се и над за нив тогаш и таму. Но истовремено, овие зборови се релевантни и многу важни и за нас денес и тука. Во втора глава, 1 до 5 стих го пишува следново: Во 7-миот месец, на 21-виот ден од месецот, дојде слово Господово преку пророкот Агеј. Кажи им сега на Зоровавел, синот на Салатиел, управникот на Јудеја, и на Исус, Јоседековиот син, првосвештеникот, и на другиот народ. Кој од вас што останавте го видел овој храм во неговата поранешна слава и како вие сега го гледате овој? Нели е овој како ништо во вашите очи? Но охрабри се Зоровавеле, вели Господ. Ободри се Исусе, сине Јоседеков, првосвештенику. Охрабрете се сите народи овде, вели Господ, и работете, зашто јас сум со вас, вели Господ Саваот. Како што ви ветив, кога излеговте од Египет, мојот дух ќе биде меѓу вас. Не плашете се. Поинтата со изградбата на храмот не била само евреите да имаат објект, односно некаква градба, туку храмот во Стариот Завет имал многу важна улога во целиот верски систем на евреите. Така да кога Бог ги повикал евреите да го градат овој храм, тој ги поттикнал да размислуваат и на оние нешта кои што се добри, корисни за нивниот дух и за нивната душа, а не само за нештата кои што се добри за нивното тело, ако може така да кажеме, бидејќи во тоа време евреите постојано трчале кон богатство и тоа никогаш не им нудило вистинско задоволство во животот. И евреите се фатиле за работа, но месец дена подоцна Бог го пратил Агеј кај народот со ново пророштво. И еве каква била ситуацијата помеѓу евреите кои биле присутни во Ерусалим додека се градел храмот, имало и такви кои биле повозрасни и го виделе претходниот храм, оние кои што го велат храмот на Соломон. И храмот кој евреите го граделе, за кој се зборува во книгата Агеј, овој така наречен нов храм, бил доста помал од храмот на Соломон. И не бил толку величествен како храмот на Соломон. И помеѓу народот имало измешани чувства во однос на тоа. Во Езра 3 глава ни се вели дека помладите, кои не го виделе претходниот храм и колку бил голем и каков изгледал, се радувале при изградбата на новиот храм. А постарите, кога го виделе овој нов храм, плачеле затоа што новиот храм и самиот Агеј вели на некој начин бил како ништо во нивните очи. И Бог знаел дека на народот му треба поттик да продолжи со работа и да не се откажува. И затоа преку пророкот Агеј Бог им вели на водачите, а и на сиот народ: охрабрете се.
И ова е 3 пати повторено во 4 стих. На народот очајно му бил потребен поттик за да продолжи напред. Затоа што сметале дека на некој начин за џабе се трудат, напразно се трудат. Замката во која паднале бил следниот став. Порано нештата беа многу подобри. Џабе се трудиме кога не можеме да ги вратиме старите времења. И одговорот на Бог преку Агај бил: а кој рече дека мора да ги вратите старите времења? Кој рече дека мора да го вратите минатото? Знаете, од библиска гледна точка верувам дека се разбере добро да бидеме свесни за минатото, да го цениме минатото и да бидеме благодарни на Бог за се што тој направил за нас низ годините. Но Библијата никогаш не ни поттикнува да копнееме по минатото, односно по тоа како нештата биле порано. Минатото никогаш нема да можеме да го вратиме назад. А многу често Бог во Библијата ни кажува дека кога тој прави нешто во нашите животи, тој прави нешто ново. Од минатото се разбира може и треба да учиме, но не смееме да си дозволени да бидеме заглавени во него. И некогаш кога ќе се најдеме во некоја животна ситуација која е поинаква од се што ни е познато, во искушение ќе бидеме да копнееме и да ги посакуваме нештата такви како што биле претходно. Но верувам дека кога се соочуваме со нека нова ситуација, Божјиот збор ни вели, Бог ни вели преку неговиот збор: не се грижи, верувај ми и во оваа ситуација во која моментално се наоѓаш. Знам дека ти изгледа дека овие нови животни околности се како ништо во споредба со претходните. Но, верувај ми дека и од сево ова и јас можам да направам нешто добро и нешто корисно. И можеби и тоа е Божјата порака за црквата дури и во овој период на пандемија. Нештата не се такви како што беа претходно, но тоа не е пречка за нашиот Бог. Преку пророкот Захарија, кој патем кажано бил современик на Агај, Бог му рекол на својот народ: немојте да ги презирате овие почетоци иако се мали. Тоа е запишано во книгата на пророкот Захарија, 4 глава, 10 стих. И можеби тоа на кое што Бог сака да ти го каже и тебе денес. Има ли нешто во животот кој што знаеш дека е правилно во Божите очи, кој што си го започнал, но ти изгледа мало и беззначајно? Можеби си започнал да читаш Библијата, но твоето познавање на Божјиот збор не е толку големо и обемно како што е познавањето на Божјиот збор кој што го има некој друг. Но Бог ти вели: не се споредувај. Прави го тоа што ти е дадено во моментот, иако и почеток е мал, сепак е значаен. Можеби имаш некој нарушен однос во животот кој што се обидуваш да го поправиш. Нештата во тој меѓусебен однос не се такви како што биле претходно, но Бог ти вели: прави го тоа што се бара од тебе. Ако треба да бараш простување, барај простување. Прави го на што е правилно и верувај ми за се останато. Не споредувај го минатото со сегашноста. Проблемот на евреите бил во тоа што тие споредувале го правеле токму тоа. Споредувале сегашноста со минатото. И повозрастните луѓе придонеле многу за таа состојба. И се разбира, јас сум 100% уверен дека е добро и важно да имаме повозрастни луѓе во наша близина, бидејќи тие имаат големо животно искуство од кое ние помладите не само што може, туку и треба да учиме. Но, оно од кое треба да се пазиме кога учиме од искуството на повозрастните е токму овој момент, токму овој став. Еј, во наше време како беше? Или во наше време колку беше подобро? И иако повозрастните ова често го кажуваат со добри намери, сепак треба да пазиме да не го пропуштиме Божјото действување во сегашноста, затоа што сме премногу насочени кон минатото. И затоа, за да не се случи тоа, Бог им кажал на евреите 3 нешта и тие се несуваат за нас денес. Првото е: охрабрете се. Второто е: јас сум со вас, тоа е во 2 глава 4 стих. И третото е: не плашете се. Интересен е редоследот на овие 3 изјави. Во првата и третата изјава Бог им кажа на евреите што треба да прават и што не треба да прават, а помеѓу тие 2 изјави Бог им вели: јас сум со вас. Свесноста за Божјото присуство е лекот против стравот и обесхрабрувањето. Тоа важи за нас денес. Не можеме да веруваме дека Бог е со нас и да се плашиме истовремено, или пак истовремено да бидеме обесхрабрени. Свесноста за Божјото присуство и стравот се исклучуваат едно со друго. А Бог и во Новиот Завет
во Евреите 13 глава 5 стих ни ветил дека никогаш нема да не остави и никогаш нема да не напушти. Независно со тоа со што се соочуваме, независно дали се бориме со некоја ситуација во животот, независно дали некоја ситуација во животот ни е нова и непозната, Божјото ветување и за неговиот народ до ден денешен стои дека тој никогаш нема да не остави, никогаш да не напушти. И затоа имаме причина да бидеме храбри и затоа имаме причина да не се плашиме. Друга важна работа која што ги измачувала дел од евреите била големината и величественоста на храмот. Како што спомнав претходно, фактот што новиот храм не бил толку голем и величествен како оној на Соломон, бил причина за добар дел од постарите евреи, повозрастните евреи да бидат обесхрабрени, па дури и да плачат. Значи, разликата во изгледот и големината на храмовите била значителна. Тоа е, не знам, исто како да го споредите градскиот стадион со стадионот на некој клуб од трета или четврта лига. Има голема разлика. Самиот Бог преку Аги им вели на евреите, зарем овој храм што сега го градите не изгледа како ништо во споредба со претходниот. Но Бог не го кажал ова за да ги дотепа, да ги обесхрабри уште повеќе, туку да им пренесе една друга многу важна поента. Евреите биле премногу насочени кон надворешното, односно кон тоа како храмот изгледал. И гледајќи кон нештата такви како што биле, гледајќи на надворешниот изглед од храмот, тие како да подзаборавиле дека главната поента на храмот не е големината и величественоста на самиот храм, туку она што навистина е важно е големината и величественоста на Бог. Оној кој од нив побарал да го изградат храмот и оној чие присуство ќе биде во самиот храм. И во првиот дел од пророштвото Бог им кажал на евреите дека сегашноста е поважна од минатото на некој начин. А во вториот дел од ова пророштво Бог ги потсетува евреите дека суштината на нештата е многу поважна од нивната форма. И во 7 и во 9 стих од оваа глава Бог преку Аге им дава ветување на евреите. Им вели дека овој нов храм кој што го градите, иако е помал од Соломоновиот, иако не е толку величествен како тој на Соломон, сепак ќе биде исполнет со Божјото присуство и со Божјата слава. И верувам дека она што Бог сака да им каже на евреите следново: вие гледате на големината на храмот и сте обесхрабрени, бидејќи е многу помал од претходниот. Ајде почнете размислувајте за мојата големина. Немојте најважното нешто во животот да ви биде тоа како нештата изгледаат, туку нека најважното нешто ви биде дека јас сум присутен во тие нешта, дека мојот благослов е во тие нешта. И токму тоа кој што Господ Исус го мислел кога во Матеј 12 глава 6 стих рекол дека тој е поголем од храмот, тој е поважен од храмот. Како и евреите, така и ние некогаш сме во искушение да гледаме површно на нештата околу нас. Пример, поради ситуацијата во која се наоѓаме моментално, нашите животи не се такви како што беа претходно. Формата, начинот на кој што нашите животи изгледаат и се одвиваат е поинаков од тоа што било претходно. Слободата ни е ограничена, богослужбите или се онлайн, или се помалку посетени и така натаму. И искушението за нас денес е да гледаме само на формата, односно на тоа дека нештата се поинакви, а не да гледаме на суштината. А тоа е дека дури и во оваа ситуација Бог не напушта. Дури и во оваа ситуација Божјиот благослов и Божјото присуство остануваат со неговиот народ. Не знам, на лично ниво можеби некогаш станува збор за некој ново работно место или пак ново место на живење или пак било каква ситуација која што ти е непозната и поинаква од се што претходно си го искусил. И кога ќе се најдеш во такви околности, формата, начинот на кој што се одвива твојот живот е значително променет. И тоа, но сепак од друга страна, тоа не значи дека Бог не е со тебе во таа нова ситуација со која се соочуваш. Формата на околностите во нашите животи често ќе се менува. Од тоа не можеме да избегаме. Но она што останува, она што не се менува е тоа дека Бог ни го ветил неговото присуство, Бог ни ја ветил неговата помош во секоја ситуација од нашиот живот. Независно дали е нешто кое што ни е познато или пак непознато, независно дали формата на нашите животи и на нашите животи околности е така како што била претходно или пак е нешто сосема ново и непознато. Бог е тука со нас. Божјото присуство и Божјиот благослов се со неговиот народ. Евреите продолжиле со работа со изградбата на храмот. Најверојатно пророштвото на Аги им помогнало да сватат дека е важно да се фокусираат
на сегашниот храм и на тоа што Бог го прави помеѓу нив во сегашноста, а не на минатото. Но отприлика 2 месеци подоцна, ете го Агеј повторно застанал пред народот и имал нова порака. Повторно нешто не чинело. И прашањето е што е сега проблемот? Зарем не беше проблемот прво тоа дека евреите воопшто не граделе, а потоа тоа дека евреите премногу гледале кон минатото и кон надворешноста на храмот. Еве сега веќе не го правеле тоа. Сватиле дека е важна сегашноста и сватиле дека е важен оној за кого го прават храмот, а не самиот храм. Но имало уште нешто многу важно, а тоа е светоста. На 24-тиот ден од 9-тиот месец, во втората година на Дари, дојде слово Господово преку пророкот Агеј. Вака вели Господ Саваот: прашај ги свештениците за законот и кажи: ако некој би носел осветено месо во полата од облеката своја, и со полата би се доплел до леп, или до нешто варено, или до вино, или до масло, или до какво и да е друго јадење, дали би се осветило тоа? Одговорија свештениците и рекоа: не. Потоа пак рече Агеј: ако некој се осквернил, допирајќи мртовец, и потоа би се допрел до тоа, дали би станало тоа нечисто? Одговорија свештениците и рекоа: ќе стане нечисто. Тогаш рече Агеј: таков и овој народ, такво и ова племе пред мене, вели Господ. И такви се сите дела на рацете негови. Па што и да принесувате, се ќе биде нечисто. Законот кој Бог им го дал на евреите преку Мојсей години претходно, велел дека ако некое свештено лице се допре до нешто нечисто, еве на пример мртовец, дека свештеникот станува нечисто одредено време и се што тој ќе допре станува нечисто за одредено време. И земајќи таа паралела од законот, Бог на евреите сакал да им даде до знаење дека тој духовен принцип кој што им го дал во законот не важи баш само за свештениците, туку важи и за нив во таа одредена ситуација. Односно, дека храмот кој што тие го граделе, жртвите кои што тие ги принесувале, во Божите очи не се прифатливи и не се чисти, затоа што евреите живееле погрешен начин на живот, живееле спротивно на Божјата волја. И тие западнале во една замка, односно во еден погрешен начин на размислување. Тие сметале дека само затоа што Бог им рекол дека треба да го изградат храмот, дека на Бог најважното нешто му е тоа, да има храм. Сметале дека на Бог не му е гајле како живеат, се додека градат храм кој ќе го посветат на него. И Бог го пратил пророкот Агеј, кој што и преку него на некој начин им рекол: вашите дела се грешни. Живеете како сакате и мислите дека мене ми се најважни, не знам, циглите од градбата. Не, она што мене ми е важно е како живеете. Прашањето е како се тоа би се превело во денешен контекст во 21 век, во 2020 година. Денес има многу примери за овој погрешен начин на размислување. Еден пример е личност која што живее спротивно на Божјата волја, живее спротивно на Божите принципи и истовремено мисли дека ако отиде во црква еднаш неделно или пак еднаш месечно, дека тоа му е најважно на Бог. Или, не знам, некој друг пример е кога некој ја работи својата работа на нечесен начин, има нечесна заработка, ама сепак смета дека тоа не е проблем, затоа што кога ќе отиде на, не знам, на богослужба, на литургија, на миса, дека ќе остави пари во прилогот за црквата и дека на Бог тоа му е најважно, дека има пари за црквата. Или пак, не знам, некој е во брак и се однесува грубо и неубаво со својот сопружник, а истовремено оди во црква и си вели: ама јас битно одам во црква, битно јас пеам духовни песни, јас му служам на Господа, му пеам на Бог. Не дека овие нешта се целосно неважни за Бог. Одењето во црква, давањето прилог за црквата, пеењето и така натаму. Тие се важни, но во Божите очи овие нешта не се замена за начинот на кој го живееме животот и се однесуваме кон другите луѓе. На Бог не му е само важно она што го правиме и како се однесуваме кога сме во црковниот двор или пак во црковниот храм. На Бог му е исто толку важно за тоа како се однесуваме кога сме далеко од црковниот дом. Тогаш кога, ако може така да кажам, не практикуваме никакви верски, духовни или пак религиозни ритуали или пак обреди. На Бог не му се важни само нештата кои што условно кажано ги правиме ние за него. Туку на Бог исто така му се многу важни нештата кои што ги правиме или пак не ги правиме за ближните.
Тоа е оно кое што требало да го сватат евреите. И овој принцип е нешто на кое што ние постојано треба да се потсетуваме и да го имаме на ум. А тоа е дека на Бог не му е важно само како се однесуваме и како живееме во еден ден од неделата, туку во текот на целата недела. Во втората и последна глава од книгата на пророкот Аге, Бог преку пророкот генерално гледано ги потсетува евреите на 3 многу важни духовни принципи. Истите овие духовни принципи се релевантни и важни за нас денес. Првиот духовен принцип вели дека иако треба да бидеме благодарни за на Бог за она што тој го направил за нас во минатото, сепак не треба да живееме живот во кој копнеме по тоа како нештата биле, туку да бидеме отворени за она кое што Бог во сегашноста сака да го направи пред се во нас, но исто така и преку нас. Вториот принцип за кој што Бог им се обратил на евреите, духовен принцип во оваа втора глава, е начинот на кој што ги гледаме нештата во животот. Односно, никогаш да не дозволиме формата да не стане поважна од суштината на нештата. Некогаш ќе се најдеме во некои животни ситуации кои ни се непознати, нови, поинакви од се што ни е познато, се што сме искусиле. Формата на околностите е поинаква, но дури и во такви моменти кога формата на нештата околу нас е поинаква, можеме да бидеме сигурни дека независно што се менува во животот, сепак едно нешто останува исто. А тоа е дека Бог е тука за нас и дека Бог на својот народ му го ветил своето присуство, својата помош и својот мир. И третиот духовен принцип кој го гледаме во оваа втора глава од книгата на пророкот Аге е дека во Божите очи светоста е поважна отколку само практикувањето на некакви духовни обреди или пак ритуали. Изборувајќи од своје искуство, ќе речам дека никогаш за жал знаеме да западнеме во истата или во слична замка како евреите и да мислиме дека она што е најважно е да бидеме редовни во црква, да му служиме на Бог, но при тоа да не обрнуваме внимание на тоа како живееме кога сме надвор од зидовите на црковната зграда. Но она кое што Бог им го вели на евреите преку Аге и нас денес не потсетува дека побожноста се состои во тоа како ги живееме нашите животи во текот на неделата, а не само во тоа што го правиме во еден дел од неделата.